Добар ден на сите, почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитувани подпредседатели на владата, почитувани министри, почитувани директори на институциите во нашата држава, почитувани пратеници, почитуван градоначалник и секако вработени во брако, драги гости, драги пријатели, дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство што денеска можеме сите заедно да ја направиме промоцијата на и пробното возење на овие два нови производа на нашата компанија. Ова се гордост не само за Брако, пред се за инженерскиот тим на Брако, за вработените на Брако, за Велес, ама мислам и за целата држава. Станува збор за два производа. Првиот е ова плаво возило, обележено со 500H2. Тоа е, значи, неговиот комерцијален бренд е GM 500H2. Тоа е првото во светот водородно возило, односно возило на водороден погон, на хидрогенски погон, кое што е наменето за чистење на улици од оваа големина. Тоа е развиено и произведено овдека во овие хали позади нас и е дело на инженерите во Брако, кои што, како што кажа и премиерот, се од прилика 60-тина на број, меѓутоа јас ќе додадам она што е важно, тоа е дека нивната просечна старост е под 30 години и тројца од нив има кои што студирале на светски универзитети, а се вратија да работат тука во Брако и да ни помогнат во нашиот развој. Тоа е за нас посебна гордост и чест. И она што можеме да го кажеме дека ова возило ги помина сите тестови и дека веќе две комерцијални возила се продадени, едно во Амстердам и едно во Утрех, кои што веќе и ја обавуваат својата функција во тие градови. Мислам дека е добро да споменам дека целокупниот развој е направен заедно со помош на холандската компанија Холхаузен, која што е специјализирана за овој тип на горивни келии, значи во делот на горивната келија на водородот, и таа е компанија која што ги развива водородните келии и за останатите брендови од автомобилската индустрија. Следното возило кое што го имаме за промоција денеска е GM 955, тоа е, значи, ново возило, тоа е комплетно од почеток развиено во оваа фабрика, од дизајн, цртежи, сите делови. Најголем дел до деловите се произведени во фабрикава. Се разбира како во секоја автомобилска индустрија има електроника, стакла и така натаму што се купуваат, но грубо од некаде околу 6 до 7.000 компоненти колку што влегуваат во едно возило, 4.500 компоненти се произведуваат во овие хали овдека во фабриката. Така да практично имаме еден интегриран процес, да не е тоа само монтажа на возила, него и производство на сите компоненти на тие возила или најголем дел од нив. Ова возило е во својата класа едно од најмодерните, ги има имплементирано сите системи на заштита и електроника и има најсовремени системи на управување и ќе го погледнеме покасно. Мислам дека ова е начинот да ние од државата извезуваме производи, а да не извезуваме деца. Начинот како да извезуваме производи е само да имаме индустријски капацитети. Менаџментот на Брако длабоко верува дека единствен начин за развојот на индустријата во нашата држава е да се произведуваат производи со поголема додадена вредност, да тие производи бидат извозно ориентирани, да тие производи бидат за целиот свет и да бидат конкурентни на целиот свет, и тоа е единствениот начин за растот на економијата и индустријата. За да можете тоа да го остварите, потребно е два предуслова да исполните. Првиот предуслов е да ги пратите најновите технологии у светот, да купувате најнови машини, и Брако точно тоа и го прави. Брако само оваа година во ковид, во 2020 година, поточно минатата година, отвори инвестиционен процес од 8 милиона евра, и тие 8 милиона евра можете да ги видите тука главно во машини, во нова технологија и нормално во нова хала и реконструкција на старите хали. Ние така и ќе продолжиме, бидејќи веруваме дека излезот од кризата се прави само на еден начин, а тоа се прави ако агресивно инвестирате, ако отворите инвестициони процеси. Впрочем, можам да ве подсетам
и кога Втората светска војна заврши, економијата се разви врз база на Маршаловиот план. Секоја компанија во државата треба да си направи свој Маршалов план, ние во Борако го направивме, тој Маршалов план се вика агресивна инвестиција, агресивен настап на пазарите и да не се предаваме. Она што би го кажал на крај, а ни представува посебна гордост, е тоа што нашите возила во моментот произведени во или монтирани конкретно во оваа хала позади нас, а произведени во сите останати хали во фабрикава, го чистат Вашингтон, го чистат Лондон. Пред 2 недели продадовме ново возило на Кралскиот дворец во Лондон. Видовте сите, се сподели таа информација, Белата куќа пред номинацијата на председателот Бајден беше чистено од наше возило, така се погоди, ние тоа не го знаевме, но го видовме во весниците амерички. Нормално, во моментов во халава се спремаат едно 20 возила кои што се продаваат низ целиот свет, низ развиениот свет. Има возила за Америка, за Франција, за Белгија, за Англија, има за Тајланд. Најдалеку наше возило вози во Сиднеј, во Австралија и во Буенос Ајрес во Аргентина.